земја. Во продолжение ние со разговорот со нашиот денешен гостин, преди Роберт да ја најави и темата и гостинот, јас би сакала да кажам дека ве очекуваме уште сега да завртите на нашите телефонски броеви доколку имате прашање, став, мислење за нешто ќе го разговараме до 8 часот. Да, нешто повеќе околу на национална агенција, која што 2014 нели до 2020 во име на Европската комисија ќе управува со програмата Еразмус Плюс во Република Македонија. Ќе објасниме продолжение што е тоа. Се работи за водечката програма за образование, обука и на млади и спорт на европско ниво. Кога веќе меѓу другото го споменавме и ракометот како спорт, ќе имаме една интересна тема поврзана со образованието по 8 часот, а го фаќа и целосниот образовен систем на Република Македонија, како и сегментот млади и младенски активности. По тој повод токму ќе поразговараме утре и со директор на Националната агенција, господинот Дарко Димитров. Добро утро. Добро утро на вас, добро утро на вашите гледачи. Да се заблагодарам за можноста да учествувам во вашата емисија и да представиме програмата Еразмус Плюс на вашите гледачи. Ето така. Ние ќе може да подискутираме, меѓу другото како што кажа Милена, ќе ве вклучиме вас со ваши телефонски јавувања и коментари, прашања за нешто во продолжение ќе го дискутираме, но најбој е пред да слушнете за што конкретно станува збор, па ако појавите заинтересираност, се разбира, ние сме тука. Најпрво да објасниме подошно работата на самата национална агенција во Македонија, која е нејзината улога и на кои начини да помага во самото општество. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е институција која што од 2007 до 2013 година управуваше со програмите доживотно учење и млади во акција, а во 2014 година практично почна да имплементира во име на Европската комисија програмата Еразмус Плюс. Се работи за исклучително голема и важна програма за образование, обука, спорт и млади на Европската комисија, која што е воедно и водечка програма во областа на образованието во Европската унија. Оваа програма практично ги опфаќа сите сегменти на образовните системи на земјите учеснички во програмата. Добро. Тргнувајќи од предучилишно образование и воспитание, па се до постдокторски студии и плюс го опфаќа сегментот на млади и сегментот на спорт. Со тоа што сегментот на спорт е централизирана акција на оваа практично програма. Добро. Со тоа што сегментот на спорт е централизирана акција на оваа практично програма. Добро. И за нив за овие грантови се аплицира директно во Брисел, додека за сите останати грантови од областа на образование и млади образование, обука и млади се аплицира практично во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Практично се работи за програма која што обезбедува на личностите кои што се вклучени во образовните системи за лична доквалификација или практично лична надградба на компетенциите со кои што владеат преку посетување на структурирани обуки, преку учество во проекти, преку производство на интелектуални аутпути, така што се работи за еден систем во Европска кој што веќе подолго време функционира во Европската унија. Националната агенција, како што кажа, веќе во 2007 година учествува во подготвителна фаза во овие програми. Од 2014 година практично учествуваме како полноправна членка во програмата Еразмус Плюс, што е многу важно, бидејќи на тој начин практично македонските професори, македонските студенти, ученици, младите од Македонија имаат целосен пристап кон фондовите на Европската унија во овој сегмент, тоест во сегментот образование, обука и млади. Да. Да, ние веќе ги поканиме ни уште еднаш нашите гледачи, веќе прилика знаат и за што зборуваме денеска, па сите оние кои имаат што да искоментираат или да постават прашање, слободно може да го сторат 309 15 57 61 52 990. Господине Димитров, вчера имавте пресконференција за оваа програма која веќе зборуваме, Еразмус Плюс, но и за нешто друго, Европас и Евредика. Така, значи практично имавме пресконференција на која што ја најавивме кампањата која што ќе трае до крајот на месец февруари, е во пресред на роковите кои што за аплицирање кои што се отворени во програмата Еразмус Плюс. Всушност се работи за рокови кои што се за програмата Еразмус Плюс валидни на европско ниво, што значи практично Националната агенција го реобјавува повикот на Европската унија за аплицирање во програмата Еразмус Плюс. Така што со оваа кампања се трудиме да зголемиме апсорбцијската моќ на Република Македонија и да го зголемиме нивото на свесност за постоењето на оваа програма, што практично треба да резултира со зголемен број на квалитетни апликации во Националната агенција.
Воедно најавивме и уште неколку настани во склопот на оваа кампања која што ја водиме. Тоа се две еквет конференции, како и Европас и Евридика. Европас и Евридика се мрежи на Европската Унија во кои што Националната агенција се вклучи и зема учество во 2014 година. Всушност се работи Европас најкратко може да се опише, бидејќи сите практично го знаат на европскиот формат на СИВИ, така што Европас е сет од неколку документи кои што ги опишуваат квалификациите кои ги стекнуваме во животот, од кои што најпознато е европската форма на СИВИ, на која што сега во моментов Националната агенција овозможи онлайн да се креира и пополнува преку посебен веб портал кој што е поврзан со веб порталот на Европската комисија и постои можност за македонска креирање на СИВИ на македонски јазик. Тоа е europass.mk, значи на него може да се пристапи кон овој веб страна кој што возможува онлайн креирање на СИВИ и уште 4 клучни документи кои што се важни за опишување на стекнатите квалификации во животот. Исто така ќе се осврнеме и на Евридика. Евридика е мрежа на Европската Унија која што дава дескрипција на европските иницијативи, на европските образовни системи во целост на сите земји учеснички. Се работи за мрежа од 40 национални канцеларии за Евридика, инаку таа е исто под покровителство на Европската комисија, кои што редовно учествуваат во креирање на студии на бази на клучни податоци, како и дескрипција на образовните системи, преку кои што практично може да се прават споредби на европските системи, може да се учи за другите европски системи, да се преземаат добри практики и така натаму. Всушност се работи за алатка која што треба да ни помогне да носиме образовни политики врз база на статистички податоци, врз база на вистински параметри, така што очекувам исто така оваа алатка да биде доста користена од страна на корисниците, а корисници може да бидат сите од студенти и ученици, па све до докторанти и постдокторанти, како и најважниот сегмент на корисници на оваа програма, тоа се оние кои што имаат можност да носат политики во образованието. Добро, ќе ги повикаме уште да сите некои што имаат некое конкретно прашање до нашиот денешен гостин, директорот на Националната агенција, господин Дарко Димитров, се вклучат во самата ова наша денешна дискусија, која што ќе ја закружиме таму некаде околу 8 часот со наши, но и со ваши прашања и размислувања. Дали влијанието на Европа, на Европската комисија, на Европската унија, воопшто во образовниот систем во земјите во развој, како што е Република Македонија и сето оно што меѓу другото таа го прави како програми со цел да им помогне за развиток и развој и на младите, но и на сите оние кои што се директно вклучено во образованието, но и во спортот на некој начин. Покрај Еразмус плюс и европските иницијативи Европас и Евридика, како што ги споменавме, од 2014 до 2020 година Националната агенција ќе се вклучи во имплементација на уште 4 европски иницијативи, кои се тие и како можат да се вклучат сега? Така, значи тука веќе во 2014 се вклучивме и во иницијативата e-twinning или програмата e-twinning, која што всушност Националната агенција ја имплементираше од 2007 до 2013 година, но преку програмата доживотно учење, значи како сегмент од програмата доживотно учење. Во оваа година, практично од крајот на минатата година, e-twinning добивме можност и аплициравме и практично Националната агенција стана и национален сервис за поддршка за e-twinning, што всушност представува, наједноставно кажано, Facebook за училишта. Оваа алатка на Европската унија е исклучително корисна, имајќи во предвид дека училиштата се потенцијални корисници во програмата Erasmus+, а тие за да учествуваат и за да добиваат грантови од оваа програма, потребно е да имаат партнери од Европската унија, партнер училишта од Европската унија. Така што оваа алатка или оваа мрежа практично поддржува креирање на партнерство во областа на образованието, особено во областа на училишното образование. Се однесува како на основните, така и на стручните и на средните училишта и на средни стручни училишта, кај што практично можат да имаат училиштата може да имаат колаборација на онлайн ниво, да креираат проекти онлайн, со кои што подоцна можат исто така да ги поднесат или да ги преточат во апликација и да директно да учествуваат во програмата
Erasmus+. Во Република Македонија во последните неколку години се создаде голема e-twinning заедница, како што тоа милува да го наречат од Европската комисија, која што е доста успешна и ние веќе досега практично сме добиле проекти кои што произлегуваат точно од оваа платформа за онлайн колаборација. Всушност исто така во претходната година успеавме да испратиме дел од наставниците кои што се доста активни во оваа алатка на најразлични обуки и семинари кои што ги поддржува оваа програма на Европската унија. Исто така Националната агенција се вклучува и во уште еден многу важен сегмент од европските програми. Се работи за програмата Euroguidance. Euroguidance е всушност програма која што нуди поддршка на корисниците или на потенцијалните корисници кои што практично бараат некакво водство во текот на своите студии или по завршување на студиите. Всушност се работи за програма која што ги опфаќа сите корисници кои што се на некој начин вклучени во образовниот систем, а на кои што дополнително бараат можности за мобилност и овде пред се најчесто се работи за мобилност или за мобилност за учење, кои што овој Euroguidance центар треба да им ги овозможи. Практично преку овој Euroguidance центар треба да се добиваат сите можни информации за сите можности кои што ги нуди Европската унија, од стажирања во Републиката и надвор од Републиката, па се до мобилност за учење преку програмите од типот на Erasmus+. Се работи за многу важен сегмент кој исто така има поддршката веќе извесен број години од страна на Европската унија и функционира во државите од Европската унија. Така што Националната агенција успеа практично да стане од претходната година успеа да стане практично Euroguidance центар за Република Македонија, со што практично направивме веќе еден сет на програми или еден сет на активности кои што се поврзани со образованието, тргајќи од градинките, значи од најмалиот степен на образование, па се до постдокторските студии и активности или мобилности пост завршување на образованието. Со ова се заокружува еден голем процес, практично процесот на движење на една личност во целиот свој период на образование, што е многу важно бидејќи овие луѓе кои што ги продуцираме треба да бидат спремни за пазарот на трудот. И треба да ги имаат компетенциите кои што ги бара пазарот на трудот, а тие не секогаш се поврзани стрикно со образовниот процес. Значи пазарот на трудот бара и други вештини, како што се вештина на соработка, вештина на брзо прилагодување, на работење со луѓе од други земји, така што преку програмата Erasmus+ практично може да се стекнуваат овие сите вештини во процесот на образованието. Исто така, како што претходно спомнав, практично ние се вклучуваме и во ЕКВЕТ, која што стана интегрален дел од програмата Erasmus+, што всушност представува Credit Transfer System во стручното образование и обука. Ова е нов концепт во Република Македонија. До сега не е многу експлоатиран. Европската унија веќе извесно време го имплементира во земјите членки. Република Македонија ќе се вклучи во овој дел, така што практично се работи за можност за трансферирање на кредити кои што се стекнуваат во различни сегменти во стручното образование. Ние досега сме запознати со кредит трансфер системот во универзитетите, тоест во високото образование. Ова е нешто доста слично со тоа, но во стручното образование и обука. И на крај Eurodesk, за нас исто така многу важна иницијатива, која што исто така стана склоп на Erasmus+. Националната агенција стана Eurodesk центар за Република Македонија и ќе има своји практично Eurodesk информативни центри низ Републиката, а се станува збор за иницијатива на Европската унија која што практично треба да им овозможи на младите заинтересирани луѓе за сите можности кои што се нудат за млади
во однос на мобилност од било кој тип, вклучително и волонтерски служби или Европскиот волонтерски сервис, кој што практично треба да ги интегрира младите во сите европски текови на носење на политики или да овозможни активно младинско граѓанско вклучување. Многу важна иницијатива која што од оваа година практично почињаме малку поинтензивно да ја спроведуваме, имајќи во предвид дека таква и динамиката во Европската Унија, така што практично со ова комплетираме еден сет на сериозно многу програми и иницијативи во кои што се вклучи Националната агенција, што воедно ја осликува европската димензија на Република Македонија, тоест европската перспектива на Република Македонија. Добро, имаме веќе гледачка на линија која што ќе вклучиме во живо со свое прашање. Се извинуваме што малку почекавте, но ете до крај да објасниме, па повелете со свое размислување, став или прашање. Добро утро. Добро утро. Сите гледачи на Канал 5 телевизија, среќни празници. Се ново, господјо. Вака имам едно прашање до гостинот во вашата емисија. Јас сум родител на дете од програмата Еразмус Плюс, што е на додипломски студии во Шпанија. Ве молам да ми одговорите зошто никогаш стипендиите што се наменети за тие студенти не ги добиваат, каснат со месеци. Со тоа и ние наниси безбедноста таму доведена во прашање. Како тие таму да студираат, да се посветат на учењето, кој секојдневно се притиснати со проблеми за кирија, за други тековни трошоци што ги имаат. Каква е оваа програма? Добро. Доволно? Благодариме за јавањето. Не бе конкретно. Значи, ова е добро прашање. Практично мора да разграничиме дека во програмата Еразмус Плюс корисници на грантовите кои што ги доделува Националната агенција се всушност високообразовните институции. Овде се работи за Еразмус студентска мобилност, бидејќи е на додипломски студии корисникот практично. Тоа значи дека Националната агенција доделува грантови на универзитетите или на високообразовните институции. Значи, Националната агенција како агенција не е вклучена нити во изборот на студенти кои со практично добиваат грантови, ниту во следењето, да речеме, на мобилноста, тоест на одвивањето на мобилноста во реално време. Значи, практично ние добиваме информации од страна на универзитетите вообичаено по завршувањето на циклусот на мобилности, на одреден циклус на мобилности, тоа се обично е на студиски семестар. Така што Националната агенција секогаш на време практично ги трансферира грантовите до високообразовните институции, а тие подоцна вршат редистрибуција до своите студенти. Така што мислам дека овде е практично до некаде до затајување во системот во смисла на универзитет студент, бидејќи Република Македонија во 2014 година се вклучи како полноправна членка во програмата Еразмус Плюс. Значи практично имавме можеби да се појавило мало доцнење на доделувањето на грантовите од страна на универзитетите до студентите, така што претпоставувам дека проблемот е јавен таму, но моите информации сега говорат дека сите студенти до сега, пошто ние генерално пробуваме и често комуницираме со студентите кои што се надвор, ги каниме исто така на нашите презентации кои што ги вршиме за да ги споделат своите искуства со своите колеги. Така што сега во моментов знам дека сите студенти, имам информација дека сите студенти ги имаат добиено своите грантови и ги имаат практично значи финансиските конструкции им се закружени, така што генерално претпоставам дека ова бил проблем кој што се јавил малку порано, имајќи во предвид доколку овој студент бил на студиски престој или на студентска мобилност во некаде во првиот семестар, тогаш возможно е да имало каснење на средствата од универзитет до студент. Инаку ќе напоменам во однос на студентските мобилности, важно е да се знае дека овие грантови кои што ги доделуваме ние практично не представуваат грантови за одличност или excellence grants, како што ги нарекуваат, и тие не ги покриваат во целост трошоците на студентот. Практично се работи за грантови кои што возможуваат на студентот, користејќи ги средствата што он веќе ги користи во државата, плюс со додавање на дополнителни средства од страна на програмата Еразмус Плюс, истите студии да ги
ги има некаде надвор и при тоа да му се признаат сите предмети кои ќе се врати, но практично тој мора да ги заврши студиите во Република Македонија. Значи не може да отиде некаде надвор од земјата и таму да ги заврши студиите, мора сепак да се врати во Република Македонија и да го заокружи процесот на високо образование во Република Македонија. И тие се расположливи како за додипломските студии, така и за постдипломските и докторските студии. Со тоа што магистрантите и докторантите практично мора да ги бранат своите тези во Република Македонија. Да. Вие како национална агенција ќе реализирате 6 инфо денови во различни градови. Кажете ми каде и кои се ќе бидат поканети ќе учествува таму? Така, ние веќе почнавме со реализација на овие инфоденови. Генерално ние имаме инфоденови низ целата година, но сега се со, да речеме, позбиени и со зголемен медиумски интензитет. Тоа е така поради повикот кој што предстои, тоест поради роковите за аплицирање кои што предстојат, кои што практично почнуваат негдека од февруари и ги има низ целата година. Повикот објавен на нашата веб страна и во дневните вестници и практично ние овие инфоденови ги правиме исклучиво наменети за корисниците кои што се заинтересирани, да речеме, на начин да аплицираат на овие инфоденови. Тие се од отворен карактер и секој може да присуствува и практично се обидуваме како и секоја година досега да покриеме што поголем регион, што повеќе региони од Република Македонија. Веќе во Скопје инфоденот го направивме, тој беше доста успешен и посетен, така што практично сега продолжуваме со Прилеп, Делчево, Крушево, Охрид и уште неколку града, но секогаш кога сме во еден град, вообичаено ги каниме и регионите кои што гравитираат околу тој град со цел да има поголем опфат програмата, така што и се отворени за јавност, овие инфоденови се отворени за јавност, така што секој што е заинтересиран или слушнал дека има инфоден, слободно може да дојде и да присуствува. Овие инфоденови се многу важни бидејќи тука произлегуваат клучните прашања. Што најчесто ги интересира? Например, тука излагаат клучните прашања пред аплицирање, така што ги интересира за некои документи кои што дополнително треба да се поднесат, ги интересира за можностите кои што се во одредени во специфични полиња, можноста каде може да се добие електронскиот апликацијски формулар. Инаку ќе напоменам, од оваа година оваа практично програма е целосно електронска, така што практично целиот систем на аплицирање се одвива по електронски пат, значи не е потребен ни еден документ во хард копи, што е многу олеснителна околност. Така што практично апликантите буквално аплицираат од дома, од својот компјутер и пристапот на програмата од оваа година исто така е институционализиран, што значи дека секогаш како апликант се јавува институција. Значи не постои можност да се јави поединец како апликант, него секогаш како апликант се јавува институција. Добро. Исто така предвидени се информативни работилници во соработка со стопанските комори во Република Македонија. Зошто се тие потребни малку повеќе да објасни? Се потребни, но зошто? Сегментот бизнис заедница и локални самоуправи ги вклучуваме од оваа година поинтензивно во програмата Erasmus+. Особено локалните заедници, бидејќи тие може да се јават и како партнери во одредени проекти и во одредени случаи во програмата Erasmus+. Па така имаме исто два информативни дена или информативни работилници заедно со локалните самоуправи. Всушност ги вклучуваме локалните самоуправи бидејќи тие можат да ги анимираат сите чинители во образовните процеси во своите средини, што е многу важно, а исто така и тие самите може да се вклучат во програмата Erasmus+. Во однос на стопанските комори, исто така планираме две работилници со стопанските комори. Ова е многу важно во однос на еквет сегментот што го спомнав претходно, бидејќи најчест извор на луѓе на пазарот на трудот се всушност луѓето со средно стручно образование, на кои што им се потребни на компаниите, но компаниите ги вклучуваме и од еден друг аспект, тоест од аспектот на можноста на обезбедување на стажирање за студенти од странство. Всушност ова и како и испраќање на студенти од странство на стажирање во надвор од земјата. Ова всушност се представува еден сегмент од програмата Erasmus, која што е дел од Erasmus+, а е
намената за високото образование, а тука се опфаќаат и луѓе кои што неодамна го завршиле својот високообразовен циклус, па така да тие можат да одат на одреден период на стажирање во компании во странство, а исто така и стажанти од надвор може да доаѓаат во Република Македонија и да стажираат во наши компании, што е особено значајно имајќи во предвид можноста на размена на искуства и добри практики во однос на водењето на бизнисот во секој сегмент, тргајќи од економијата па се во секој бизнис засебно. Така што на овој начин ќе се обидеме да ги вклучиме и да зголемиме заинтересираноста на бизнис заедницата. На бизнис заедницата е дадена уште една можност, а тоа е да се појавуваат како гости предавачи за практична работа во универзитетите. Ова го поддржува и и става акцент на ова програмата Erasmus+, така што затоа се тие практично две информативни работилници кои што ќе ги одржиме заедно со стопанските комори во Република Македонија. Добра. Ги споменавте еквет сегментите, споменавме многу други настани кои ги организирате, но што го планирате во блиска иднина се и оние две еквет конференции, а сето така биде во насока на подигнување на свесноста на овој образовен сегмент. Ајде малку повеќе околу ова. Така, значи, како што претходно спомнав, ЕКВЕТ е систем на трансфер на кредити во стручното образование и обука, затоа и практично ќе ги вклучиме малку и стопанските комори во овој сегмент, бидејќи тие сериозно имаат корист од овој систем, но и луѓето кои што се вклучени во образовниот систем, особено во стручното образование и обука. Морам да потенцирам дека стручното образование и обука во Република Македонија е особено напреднато, така што практично кај нас многу често се јавуваат корисници, како корисници се јавуваат средните стручни училишта, што нас многу не радува, бидејќи овој сегмент во поглед на буџет или во поглед на големина на буџет во Erasmus+ е втор сегмент. Нормално програмата Erasmus+ најголем дел од средствата ги одвојува за високо образование и за студентските мобилности, како и мобилностите на наставниот кадар во високото образование, но веднаш по него доаѓа сегментот стручно образование и обука, кој што е многу важен за Европската унија, а воедно и развојот на овој сегмент и стратешка цел на Република Македонија како земја. Така што практично ова е уште еден инпут кој што ќе го даде Европската унија во овој сегмент за понатамошен развој на овој сегмент. И баш поради овој, но во Република Македонија се уште не е во голема мера користен еквет инструментот, така што практично ќе можеме ние да се вклучиме на паралелно ниво со земјите од Европската унија и практично ќе можеме да го потребуваме овој инструмент кој што потоцна ќе биде од корист како на учесниците во стручното образование, така и во не само средното, него воопшто во стручното образование и обука, како и на работодавците, бидејќи преку овој инструмент тие ќе може да препознаат колку и какви квалификации има одредено лице кое што поминало одредени сегменти во стручно образование и обука. Околу самите повици за 2015 година, какви се тие за аплицирање во Националната агенција? Да, како што кажав, повикот е веќе достапен на нашата веб страна на ОРГМК. Тој може да се види тамо. Исто така како што Европската комисија ги лансира електронските апликации, ние ги реобјавуваме и тие што се веќе објавени може да се превземат од нашата веб страна. Всушност се работи сега програмата Erasmus+ е поделена во неколку клучни акции, тоест во 3 клучни акции, и така што роковите се различни за секоја клучна акција и затоа е добро да се погледне повикот. Тој пред известно време излезе во печатените медиуми. Ние на секој ги потенцираме роковите на секој информативен ден. Се работи, сега се јавува можност за аплицирање по 3 сегмента. Првиот сегмент е клучна акција 1 или индивидуална мобилност. Се работи за можност за аплицирање во сите сегменти од образованието, значи индивидуални мобилности во училишното образование, индивидуални мобилности во средното и стручното образование, индивидуални мобилности во високото образование и индивидуални мобилности во полето на млади. Кога зборуваме за индивидуални мобилности, не значи дека само од една институција еден корисник оди на мобилност, него една институција аплицира за поголем број на своји вработени за определени структурирани обуки и мобилности кај одредени партнери.
Од оваа акција практично очекуваме зголемен развој на институционален капацитет на организациите кои што учествуваат, бидејќи повраќањето на нивните вработени од овие мобилности можат сериозно да влијаат врз развојот на организациите во кои што се практично вработени. Исто така клучната акција 2, оваа клучна акција поддржува проекти кои што се од поголем обем или поголеми проекти и малку по-комплексни проекти. Всушност е еден вид на трансферни иновации кој што до пред известно време беше доста актуелен, а се работи за стратешки партнерства во сите овие области кои што ги спомнав претходно, значи во училишното образование, во стручното образование и обука, како и во високото образование и образование на возрастни и во полето на млади. И се работи за проекти кои што се подолги, значи може да траат од 2 до 3 години, се по обем, значи по буџет сериозно поголеми него клучната акција 1 и практично се работи за проекти од кои што најчесто произлегуваат некакви интелектуални аутпути кои што подоцна може да се користат во процесот на образование. Преку овие проекти исто така се возможуваат организирање на конференции за промовирање на тие интелектуални аутпути. Тие најчесто произлегуваат во форма на тренинг модули, на курикулуми за образование, така што практично се многу корисна алатка од која што подоцна може да влијае врз системот на образование. Исто така овде се поддржуваат и интелектуални аутпути кои што на некој начин може да влијаат врз политиките во образованието или врз политиките кај младите, што исто така многу важно. И третата клучна акција која што е наменета само за сегмент млади, таа практично поддржува диалог помеѓу групи на млади луѓе со групи на луѓе кои што се надлежни за носењето на политики во републиката. Всушност представува структурирани, да речеме, наставник во кој што практично ќе можат да се соочат младите луѓе и да ги постават, да ги кажат своите барања кон оние кои што ги носат политиките во републиката. Така. Да, еве, веќе го живееме, го работиме 20-тиот ден од 2015 година, но да се вратиме на назад 2014, како вие би оцениле работата на Националната агенција, на што сте можеби посебно гордини, на што сте го направиле? Така, имајќи во преди дека до 2013, тоест до претходниот циклус на програми кои што ги управуваше Република Македонија, тоа беа програмите доживотно учење и млади во акција. Во 2014 година Република Македонија се вклучи во програмата Еразмус Плюс како полноправна членка. Ова практично значи дека имајќи во предвид позицијата на Република Македонија во однос на европските интеграции, практично за нас, во Националната агенција, значи влегување во Европската Унија, бидејќи сега ние практично ги имаме сите исти права и обврски како било која национална агенција од земјите членки на Европската Унија. Ова особено важно, бидејќи ова е исчекор практично кој што настава на исто рамниште со било која национална агенција или нашите корисници ги става на исто рамниште со корисниците од Европска Унија. Во случајот со претходните програми ова не беше случај, ние имавме ограничен пристап до фондовите и ограничен пристап до определени акции кои што ги договаравме со Европската Унија. Сега практично станува збор за целосно отварање на програмата и нашите корисници може да се вклучат во програмата на ист начин како што и било кој друг корисник од Европската Унија. Така да ова е практично можеби најважниот момент за Република Македонија. Ова од една страна ни овозможни драстично зголемување на фондовите во смисла на зголемен обем или зголемен пристап до европските фондови во областа на образованието, па како што гледате ни се отвори можноста за вклучување во многу други иницијативи кои што се некако поставени споредно на програмата Еразмус Плюс, но кои што се многу важни за Република Македонија и многу важни за образовниот систем во целост. Така што генерално тоа е најважниот момент кој што се случи во 2014 година, тоа беше во мај 2014 година, кога практично Република Македонија го потпиша меморандумот за полноправно учество во програмата Еразмус Плюс, а Националната агенција веднаш потоа го потпиша првиот договор за грант. За да се случи ова, Националната агенција мораше да исполни соодветни предуслови кои што практично беа наметнати од Европската Унија. Ние се прилагодивме на тие услови, ги исполнивме сите тие услови. Бевме една од првите земји кои што практично ја докажаа својата
способност за имплементирање на програмата Erasmus Plus пред Европската комисија. Бевме оценети успешни во тој процес на докажување на спремноста, така што практично ни беше отворена програмата. Во однос на тоа имавме и релативно зголемен буџет од страна на Европската комисија, така да за 2014 година вкупно на централизирано и децентрализирано ниво, вклучително и иницијативите кои што ги спомнуваме, беа доделени на Република Македонија беа доделени 3,5 милиони евра, за кои што практично во овој момент имаме 93,4% реализираност на овие средства, што е исклучително висок процент на искористеност на европски средства, имајќи во предвид дека се уште трае евалуацијата на последниот рок од 2014 година, практично за сегментот млади, и тие резултати наскоро се објавуваат. Тоа се работи за проекти кои што ќе се одвиваат во 2015 година, дел од нив се веќе сега ќе стартуваат, така што очекуваме негде да се искористеноста на овие средства да биде 97%, што е, пак ќе повторам, исклучителна искористеност кога се работи за европски фондови. Добро, дали веќе имаме некого на линија? Добро. Дарко, сакам да прашам тука некаде конкретно околу самото влијание кој што го има Националната агенција во образованието и како таа делува, ето, малку попросто да кажеме, за правилен развој на македонското образование, насочувајќи го во еден вистински правец со, да кажем, некои координати од проверени земји кои што веќе имплементирале некои работи, па сега има што да посочат и како се да тоа го прифаќаат оние кои што ги создаваат тие политики. Така. Значи, Националната агенција, по својот концепт, националните агенции постојат во сите земји членки на Европската Унија, така и во Република Македонија е формирана оваа национална агенција. Таа е агенција која што се формира со посебен закон и всушност не е агенција која што е директно вклучена во носењето на политики во образовниот систем, но тоест не е фактор кој што носи политики, но е секогаш на еден начин вклучена или консултирана за политиките кои што се носат во Република Македонија. Значи, тоа е практично процес кој што се одвива во сите земји на Европската Унија. Значи, националните агенции, бидејќи се носители на еден огромен проект на Европската Унија, проектот Erasmus Plus сам по себе е 14,7 милиарди евра, што е сериозно големи средства, кои што на еден начин треба да се влеат во образовните системи на Европската Унија. Така што поради тој фактор националните агенции добиваат назначење во однос на носењето на политиките. Инаку ние генерално управуваме со европски фондови, а не носиме политики, но сме дел од сите групи кои што на еден или друг начин консултативно носат политики. Значи нас не консултираат во однос на тоа. Ја спомнав програмата Евридика, која што е исто така корисна алатка која ние ја даваме и на располагање таа на практично на сите заинтересирани. Така да и носителите на политики ја користат оваа алатка, кај што може да се прават одредени компарации, може да се гледаат одредени реформи како се направени во една земја, како се направени во друга земја. Така што генерално аспектот на влијание на Националната агенција врз носењето на политиките не е преголем, но не е ни мал. Така што практично ние сме консултирани за клучни работи кои што се веќе имплементираат во Европската Унија, на еден начин да трансферираме добри практики во Република Македонија. Така и всушност ние се вклучивме во овие програми, имајќи во предвид контактите и дека станавме дел од една поголема мрежа на национални агенции низ Европа. Фактички заклучивме дека од овие искуства заклучивме дека многу често овие иницијативи се имплементираат од страна на националните агенции и при тоа националните агенции го зголемуваат своето влијание во носењето на политики, така и ние се вклучивме во овие иницијативи. Значи побаравме од страна на Европската Унија да ни дозволи, аплициравме за нив и практично ги добивме, ни ги одобри. Тоа ни помага практично да на државата и помага практично да носи поправилни политики во областа на образованието. Така што генерално Националната агенција на овој начин е вклучена во еден сегмент во носењето на политики во образовните системи. Друг начин преку кој што Националната агенција е вклучена во овој процес е практично преку доделување на грантовите кои што ги дава.
Erasmus Plus како програма е дизајнирана да на некој начин да влијае врз носењето на политики, на правилни политики во образовните системи, така што практично нашите апликанти многу често, особено во сегментот млади, зборуваат и нивните проекти зборуваат за активно вклучување на младите, за социјална кохезија, за зголемувањето на вработливоста на младите и така натаму, така да преку нивните проекти тие влијаат врз полисимейкерите или врз одлучувачите во областа на политика за носење на политики. Исто така многу често овие програми поддржуваат трансфери на добри практики од страна на едни земји кон други земји, така што и на овој начин преку имплементација на самите проекти на корисниците од Erasmus Plus се влијае врз политиките во Република Македонија. Тоа е всушност и една од целите на Erasmus Plus и практично за нас тоа значи многу, бидејќи тоа е еден од таргетите кои што ние практично ги исполнуваме, на одредено ниво да влијаеме врз носењето на политиките во Република Македонија. Како битен фактор да консултира, да. Да. Колку сте задоволни од тоа, колку младите се информирани, колку се заинтересирани за сето ова што сте го започнале? Какви беа вашите очекувања, дали се исполнија? Да, значи, моите очекувања во однос на младите се исполнети во голема мера, имајќи во предвид дека младинскиот сектор во Република Македонија е исклучително развиен и тоа е нотирано и од страна на Европската унија. Значи, ние практично имаме сериозно високо развиен младински сектор во Република Македонија, тоа може да се види како на национално ниво, така и на ниво на Европска унија, имајќи во предвид дека и во претходниот сегмент на програми Млади во акција и доживотно учење, како и сега во овој сегмент Erasmus Plus, кај што се вклучени младите како дел од една поголема програма, практично многу младински организации се добитници на грантови, тоа знаат да креираат добри проекти и да имплементираат добри проекти, па така на централизирано ниво или на ниво каде што во компетиција се јавуваат младински организации од сите земји на Европа, значи практично за апликации за проекти за кои што се аплицира во Брисел, во секоја рунда практично има добитници од страна на Република Македонија, на младински здруженија од страна на Република Македонија, што е многу важно и тоа е практично приметено од страна на Европската унија и во многу голем дел позитивно коментирано од страна на Европската унија. Имајќи во предвид ова, значи тоа истото практично се рефлектираше и во Националната агенција, па ова искуство што веќе го граделе доста долго време младинските организации кои што аплицирале во Брисел го трансферира и кај нас, така што ние секогаш имаме сериозно висока, дури имаме недостаток на средства во однос на апликациите за млади. Значи генерално сте доста задоволни од она што Се случува ли често да сака да најдат вработување преку вас? Да помешате некои работи, да кажат ова што школувањето оди како што треба, до што понатаму, како вие на тој начин помагате или можете да сугерирате некаде? Тоа практично во однос на младите ќе споменам тука, тоа практично до некаде треба да помогне ова иницијатива Евродес која што ја спомнуваме, која што треба да им овозможи на младите како на национално ниво, така и на интернационално ниво да дојдат до информации за можности за вработување. Ова практично се прави преку онлайн, со користење на онлайн алатки. Има доста онлайн алатки на Европската унија кои што се уште не се знаат во Република Македонија, кои што ова иницијатива треба да ги открие, како за можности за наоѓање за стажирања, можности за практиканство, можности за волонтерство, па можности и за работа, што е многу важно, бидејќи на овој начин ние се вклучуваме во една голема мрежа на вакви Евродеск центри, кои што практично разменуваат информации на дневно ниво и ги допираат младите значи директно. Тоа значи дека практично Евродеск центрите, ние како генерален Евродеск центар за Република Македонија ќе имаме одредени контакт точки во земјата. Тоа најчесто се граѓански здруженија или младински здруженија кои што ќе имаат задача да ги трансферираат сите овие информации до нивното обкружување, а тоа се младите. Така што практично младите ќе имаат зголемено ниво на информираност во однос на можностите кои што им ги нуди како програмата Erasmus Plus, но така и било која друга европска иницијатива или програма на национално или интернационално ниво. Има некоја разлика на крај може да посочиме пред и по постоењето на самата национална агенција. Кога стана збор за образованието, може да споменеме од она што е најбитно имплементирано од градинки, основни училишта, средни, па
и онака го кажавме како дел од високото образование. Практично ние тоа што го согледуваме како резултати сега во овој момент, особено од програмата доживотно учење, па и сега од првите проекти кои што се во програмата Erasmus Plus е зголемено сериозно зголемување на личните компетенции и личните и професионалните компетенции на учесниците во програмата. Значи многу често се среќаваме со професори кои што на еден начин на некој начин влегле во програмата и ја користеле оваа програма, дали преку индивидуална мобилност, дали преку учество во некакво партнерство, кои што сериозно се враќаат од овие мобилности со сериозно зголемени знаења и тие знаења што е многу важно ги почнуваат да ги имплементираат во својата работа. Па така многу често во училиштата можеме да се сретнеме со некои понапредни начини и методологии на вршење на предавање на знаењето кон учениците, на различен начин на користење на дидактичките средства кои што им се на располагање, на внесување на IT во училниците, така што практично секој сегмент од образованието кој што на еден начин, тој секој оној кој што учествувал во програмата Erasmus Plus во било кој сегмент, на еден начин се враќа со сериозно зголемени компетенции кои што пак влијаат, бидејќи еден дел од самите проекти е секогаш дисеминацијата на постигнатите резултати и информирањето на најблиското окружување, на еден начин влијае и врз организацијата во кој што тие делуваат. Така што тие многу често по завршувањето на своите мобилности организираат предавања или информирање на своите колеги за работите кои што ги научиле, што е многу важен сегмент од оваа програма, бидејќи на тој начин треба да се мултиплицира ефектот од програмата. Така што многу често се случува да видиме примери каде што практично постои сериозно зголемување на капацитетот на организациите кои што на еден или друг начин учествувале во програмата Erasmus+. Во однос на студентите имаме исклучително позитивни реакции, исто така ќе спомнам. Студентите кои што се враќаат од Erasmus мобилноста, пред се стекнати со одреден број сет на компетенции кои што претходно не може да ги стекнат во природната средина во која што студираат. Така што со сите студенти кои што сме разговарале, а се вратиле од Erasmus мобилност, било таа да е едносеместрална или двосеместрална мобилност, тие сите имаат пред се зголемени јазични компетенции, што е многу важно. Тоест, без разлика на тоа што они имале одредено ниво на јазична подготвеност кога тргнале да студираат во странство, тоа најчесто се студирањето од англиски, кога се враќаат, значително им е зголемена јазичната компетенција, тоест нивото на познавање на јазикот како таков. Потоа исто така е многу важно, бидејќи тие создаваат одредени контакти, тоа е многу важно за понатамошниот развој на човекот, така што практично преку тие контакти многу често доаѓаат до работа или создаваат работни можности во земјата во која што живеат. Ова е особено важно и особено позитивна нишка на програмата Erasmus+, и ние многу ја поддржуваме. Така што исто така тука можеме да говориме и за личната самодоверба која што стекнуваат студентите кои што одат на вакви мобилности. И последните студии кои што ги направи Европската комисија практично покажаа дека од 5 милиони студенти кои што користеле Erasmus мобилности, практично нивото на нивната вработливост е за 40% поголема од нивото на вработливоста на оние студенти кои што студирале во своите матични градови или во своите матични држави, што е исто така особено значајно, бидејќи по завршувањето на мобилноста на Erasmus студентот, кога тој ќе дипломира или ќе магистрира, за истото добива диплома дополна во кој што се признаени кредитите кои што ги стекнал надвор и е јасно посочено на кој универзитет, каде бил во странство и дека дел од своето образование го стекнал и на универзитет кој што е некаде во членките на Европската Унија, што е особено ценето од страна на работодавачите, имајќи ја во предвид структурата на работодавачи кои што практично сега се повеќе и повеќе се појавува во Република Македонија, односно странските инвестиции, кои што бараат луѓе кои што на еден или друг начин некако дел од своето образование го поминале и надвор од државата. Дарко, ти благодарам што требаше гостин, што наистина успешен начин успеавме да, односно ти, конкретно да обясниш за работата на Националната агенција и за тоа како можат оние кои што сакаат да се вклучат и да бидат нели дел од неа. Ви благодарам и ја вас, ви благодарам на сите медиуми, особено на вашиот медиум кој што следи нашата работа и кој што ни помага да допреме до што повеќе потенцијални корисници на Erasmus+. Ајде така.